Ама тој пусти Мастрикс, не можеше да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеше да заборавиме. Кога се разтуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени праја и тога пропадна мајкот нас. Охридското семејство Џамбазови се единствените свеќари во градот. Традицијата со свештарството ја почнале скоро пред 100 години. Почнал дедото Номче, а денес го наследиле неговиот внук Воислав и правнукот Павел. Слушнете а во следните минути историјата за овој занает. Во православието, за светлоста на свеќата се крие длабока символика. Таа се пали за среќа и за тага, ја символизира чистотата и мекоста на душата. Светлината од свеќата укажува на светлината Христова која гори и ја осветлува темнината, на љубовта и мирот, особени на секој христијанин, зашто додека гори, таа со својата светлина го просветлува и утешува човекот кој е во темнина. Палејќи свеќа, треба да се сеќаваме дека треба да живееме во светлина, која сме ја добиле со нашето крштевање, со кое сме добиле просветување. Свеќа се пали и на светата литургија и кога се причестуваме. Свеќата како што гори ја просветлува околината, така и совесниот христијанин кога се жртвува за Божјата љубов, ги просветува луѓето и им го покажува патот на спасението. Секогаш кога верникот оди во храмот, треба да запали свеќи за живите и за покојните. Палењето свеќа секогаш треба да биде проследено со молитва. Во Охрид како духовен центар во минатото имало неколку семејства кои изработувале свеќи. Свеќарите во минатото се нарекувале и мумџии, тие ги изработувале и продавале свеќите. Денес во Охридската чаршија помеѓу мноштвото современи дуќани со децении обстојува и пркоси на новото време малото занечиско дуќанче на Џамбазови кои се занимаваат со изработка на свеќи. Охриѓаницот Воислав Џамбазов е припатник на третата генерација свеќари, која продолжува семејната традиција на занаетот и чекори по стапките на неговите дедо и татко. Свеќарската традиција во семејството Џамбазови почнала некаде во 20-тите години од минатиот век со дедо му Номче и баба му Славка. Рачната изработка на свеќи продолжува и денес. Па корените претежно потегуваат кај Голевци, баба ми била Голевци фамилијата, тие пред нас се бавеле со овој занает, на кое што после баба ми и дедо ми тие зафатиле, од баба ми, дедо ми, татко ми, стрико ми, фамилиарно работеа. После татко ми, нормално, ние ко деца се паткапени занаетот тоа, со љубов стекнавме некоја и го настави занаетот, на кое што ето и децава мој, како што настави детува претежно, и тој наставник ми е сега, тој работит, јас му помагам. Приказната за традиционалниот семеен занает продолжува со тоа колку е тежок овој занает. Како занает е прилично тежок занает, малку и во производството и гнасење, земено со огно и работи, со чадој, со тие работи, па и креваш материјали, процедурата на работа е малку мъчна, прилично тежок занает е за работа. И шаблонски, така речено, тераш го работиш, али заморот е, да речем, за малите свеќи, рамки се тие кои што нон-стоп ја креваш, се наведи, се исправаш, ја пушташ, па ја враќаш. Од конец треба да го изведиш, ето да речеме ова, треба да го направиш од конец, да го изведиш. На кој начин сега тоа е све со потурирање довде,
па доводе, па целата, и тоа е принцип на работата која што правиме. Веројатно и затоа и децава го избегаваат од сите ние брачени што бевме наследници од покоен Васил Голе, Ефтим Джамбар, татко ми Павел, тие брачени татко браќа беа. Од сите тие само јас останав на занајето што го наследив. Воислав Џамбазов открива и зошто останал доследен до ден денес на семејниот занаед. Љубовта, пред се љубовта према занаетот и малку ми се виде така времето уште ко мирен, така чесен занаед, приличен занаед ми беше. Субава, така речено, субав народ имаме со постарите поќета. Работи, мил народ и тоа ме привлече да останам на занаетот. Интересно е, малку и интересен е занаетот. Тоа е оно што ги привлеки на сите, зборам кај нас ето фамилиарно. Мене ми привлеки од дете кога сум почнал прво прстов да го брскам и да правам дека се фигурци на тоа. Истото и детево го правеше. И тоа е оно што малку ќе те привлече, ќе направиш ова, ќе направиш ова, па после кој ќе успееш да направиш свеќа, се радвиш, успеав, направив, и тоа е суштината на занаетот што влечете. Воислав од најмали нозе растел покрај тасовите со парафин и восок. Гледал љубопитно како се изработуваат свеќите и спонтано пробал и тој да направи свеќа. Многу мал. Многу мал. Што да ви речем. Сигурно 10 години сум бил, можда и тука неке, 10 години кога сум ја направил. Сеќавам за една случка со мојот покоен брат. Так, ко деца се тургавме, беше во времето на Свети Јон. Искршивме две од тие големите ламбадини, ја ги викам. Сега дојде татко ми да ќе се прави мајстори, ќе ја правиме и успевме до нејдека да правиме, да стигна не све, али успевме до нејдека. Не му беше тоа на татко ми што сме ги искршиле свеќиве, него што сме покушали да ги направиме и имавме успех. Така некоја гордост и слиза, што ипак нешто направи и покажавме пред него. Сега да кажам, тоа нејдека беше што, дали бевме по 15-16 години деца. И веќе од тоа натака почнавме и да му помогнеме на занаетот. Колку вистински Воислав го сака занаетот, кажува и фактот што се обидел да изработи најголема свеќа за влез во Гинисовата книга на рекорди. Ми беше желба да направим на што може најголема свеќа. Према работилницата, висината на работилницата си им заказано долу, просторот и да можев да ја лијам со потуривање се работи. Само тој простор го направив, другото висината, колку работилницата, толку ја направив и успешно ми беше, добро. Не, така остана, мислам, тоа не поводивме ни повеќе рачење, али важно, својата желба е исполнав како мајстор да направам нешто што може поголемо и поинтересно. Беше прилично голема, 22,5 кила беше тешка, а висока беше 2,30, 2,20 големината. За Свети Јон ние правиме големи свеќи по порачка, така имат некој обичај. Претежно во струшкиот дел, една голема свеќа се носи што поголема. Примерно од 1,5 метра, може и од 2 метра да биде 3 кила, 4 кила, 5 кила, зависи од големината. Сед од тие што беа, инспирација ми даде еден чичо беше дојден од странство, најдека, синко да ми направиш, тоа бев уште млад во првите години во мојата векнена на работење, трајање, така.
И речем, направи што поголема свеќа. Му направи една голема која му покажав, просто рече, јас ова не можам да ја носам. А меѓу другото која правев таа, етапно ја правев и ова друга што беше, за да видам дали можам да изработам, пошто е малку ризично, можеш цела да ја направиш во еден даден момент, останата топлина да избега цела свеќа, само конецот да остане. Тоа е мајсторијата на свеќа, ќе направиш и калап може да ја тури, да ја направиш свето. Али принципов на работа нашиот што работиме, вистина си барат мајсторија. Татко му Павел истовремено бил горд на својот наследник, но истовремено се обидувал и да го одврати од занаетот. Од една страна се радваше дека ќе го наследам занаетот, од друга страна ми викаше, бегај синко, тежок занает е, гносен занает е, та не се види, се од тоа време беа уште државните работи, имаше работа, се имаше работи и слично. И викаше, оди не дека работи на државно, мачење ова е занает, ќе се мачиш и тоа слично, али љубовта ме остане да остане. Од моје ви кажав дека брачедиве никој не остана на занаетов, сем јас што останав, али сум задоволен што, ето, со гордост останав на мој занает, да го Воислав раскажува дека за да обстане еден занаетчија, покрај љубовта кон занаетот се потребни и други околности. Тоа е дарба и од детинство што се стекви, што се пред. Не можеш да го искаш ни со зборови, ни пак да го опишеш или да речеш сега ќе му го наметнам ова да го напред. Тоа се има дарба. Не е само кој занает, него уметност е и голема хемија, дека материјаливе треба да се укрстуваат. Има повеќе типа на материјали кои што треба да се укрстуваат еден со други, да добиеш квалитет на работа, на материјал. Тоа е. Иначе си има секоја свеќа, си има своја намена. Овие се, реков, за Крштевка, Венчевка, тие се славски свеќи. Имат, не ги имам тука баш, ови имат и за погреб, што тие се подебели, поголеми. Така си има секоја своја намена. Свеќаро денес ги следи потребите на верниците, но и трендовите кои ги носи новото време. А за Велиден преме шарени бели и шарени малку да се назначи тоа на таа некоја си традиција останата од старите, бела свеќа со црвено да би прошарана така малку джинџери-минџери, што викаве ние старински. За Велиден белите се барат, жолтите послабо се трошат, а за Божик и другите празници во Охрид исклучиво жолтите. Многу ретко и бела се трошат, али поретко, помалку. Видите, малку иде тоа и од местото на кое што доаѓа, нели, знаеме тоа, Охрид е малку привлечен, имат и од други градови што се доселени луѓе и си ги носат своите обичаи и традиции од местото кај што дошле, да речем Битолчани, Приепчани се претежно на бела свеќа през цела година. И сега од тој крај обично си доја за слава си барат, макар и нашија почнаа за слава бели свеќи да користат, али тоа не е значајно, само желба на купеца, на муштаријата. Тоа е све рачно, нема ништо калапи. Тоа се рамки, на тие рамки ги мотаме конците и после ги се изработуваат и се сечи свеќата. Не е некоја процедура голема или... Постоја сигурно некои машини, ама нас не ни дозволуваат ни можноста да дојдеме до тие машини, да ги купиме, да ги имаме и слично. Некои едноставни или бубања или нешто ги имат. Или ние се уште работиме на некој попримитивен начин.
Мене занаечијата повеќе од 3,5 децении ги изработува свеќите и ја раскажува процедурата на работа. На времето имаме парафин од джакена ко мастик, ко деца, така да немат никаква опасност. Нешто, знаеме дека и парафина за многу работи и во медицината се користи. Тоа е истата парафина, само зависи дали е допрочистена или е поголем квалитет, помал квалитет и тука имат. Иначе немат опасност. Ние го дишиме нон-стоп сме над него, така да. Парафинот е баш заштитен во тој да колку да е джежок, да ти капти не ти не претона да ти изгорите или ти работи. Не горите. Работиме на 70-80 степени и немат опасност некој. Ако можеш да го издржиш, али каде се навика, така да нема проблем. Парафината е во све суровината, мислам, на која што и тоа е ручна работа. Претежно ручна работа. Имат и малку и машинско кое што може да се убаси, тоа не е украсни во ново време сега што прeda. Ова класикава што работиме е ручна работа. Конецот тоа е чисти памук, 100% памук. Иначе обичен конец нема да согореват, не горит. Памук имат, а сега дали е преден или е машински равен, тоа зависи. Од кај ги набавувате суровини? Увозниц нема во Македонија, нити парафина има во Македонија и конецов го има само овде кога го плетет, а иначе за тоа увозење. Јас претежно во Србија ми доаѓаше конец. Имат и Турција. Завис. Казани имат, тасо имат и тоа е све. Тоа е вака не опишува, не може, како да ви кажем. Прво се топит, калапи се топи настрана во казани, на дрва, на плин може да се стопит. После го префрляме во други тас, ние си го викаме ко тас, на која што тука ги лиеме. Фактички ова е лијање на свеќата. Со потопување, со ваѓање, за маливе свеќи зборам, а за големиве се со инка се туриват. Зависи на која, од долу нагоре се почети слично, по потреба. Има процес можеби на чекање да се стари да се стегне. Мора да има процес, ако одиш едно заедно, ќе наместо да се пред, ќе се топи таа, ќе се стопи. Самата температура ќе ја топи. Еднаш ке се пред се остава, после поново е во смисол на тоа, за да не се чекат, правиме ние по 50, по 100 рамки ги правиме најаднаш. Дури ја правиш, кој ќе направиш последната, веќе ја фаќаш првата, се оладила. И така, кружно се работи на тој начин. Спрема дебелината се става и памук. И желбата дали побрзо да горите или поспоро да горите. Дали да закапе, ако е ептен, слаб, може да се деси да протече, да прокапи или нешто. Иначе зависи од памукот. Спрема дебелината му ставаме и памук на светот. Џамбазо вели дека како и секој занает и нивниот има време во годината кога свеќите повеќе или помалку се барани од купувачите. За охриѓаните Свети Никола е најбогат, макар и другите, секој си е празник, светец, што се викат, свет ден, али најбогат е Охрид Свети Никола. За Свети Никола се троши претежно овие обичните свеќи, што се и од овие вака, од овие се трошат за Свети Никола, кој обичај некои ги носят црква си горет и така. Си имаме своја сезона, наша е сезонска. Ево разлика на тоа зимно време поќе ни работава
до Велиген, после тоа имаме малку затише и со себаб на тоа да се одмориме, да се опуштиме, така не е само човек да работите и тоа, и малку да се опуши, се одме. Летниот период немаме многу работа. Летниот период и шуќе што нема многу работа, пошто работиме на голема температура во работилница и плюс надвор е жешко, обично практикуваме навечер, ноќните сати ги користиме за работа, ама и тогаш е спурно. И шуќе што нема толку работа да се работит. Иначе не можеш да направиш некоја количина па да ја остаеш, си барат посебни услови за тоа, ќе се извиткат, ќе се искашат или слично. По потреба, онако колку што и не сме толку моќни, толку многу да произведиме, да направиме залихи нешто да имаме. По потреба, колку што имат потреба, ќе направиме и тоа. Во занаетот се применуваат и новини кои се појавуваат со текот на времето. Ако секој еден што во својата работа што сака да се унапреди артистично, имаме некои размислување, нешто желби, ама то самото време ги гаси, ги затеши, не можеш да постигнеш. И едно и друго не може да се постигне. Секој си има своје значање, ние сме на класиката повеќе. Викам дека нешто за хотеливе, нешто ќе убациме, ќе направиме, ама не е тоа. Не можеш и не можеш да радиш фамилија со таа. Нашиот народ се уште не е така навикнат. Прво јас, свеќа сум, па од мене никогаш не сум ставил намаса свеќа украсна, да вечерам и да ручам и слично, што верувам дека и голем дел од мештаниве немаме обичај кој западан, седи да јадите и си пали свеќа, си прави цефало, си тирати, ние тоа не имаме уште таа култура. И да ја земеме свеќа, да дојме настрана нешто да не бендисат, ќе ја клајме во ормар ко сувенир, а таа не е за сувенир, управо е за да ја запалиш, да си направиш амбиент. Во една прилика имав направено сончина, срцина, украсни свеќи, некои такви фигури. Па да ви кажам, право цела година ги имав истакнато, тешко да ги правя, повеќето ги дадов поклон. Него што ги продадов. И тој е успех, и тој е добро, некој ќе памти него. Сака да ви кажам дека сега повеќе малку почнаа луѓе да земат, зборам ова го имав може и пред 20 години направено. Немат некој кај нас беше во тоа време, во моје и во татково време, свеќа, све се мислеше дека таа украсна е за црква или за не дај Боже, за награбиште и тоа слично. Сега свеќа ми носит. Сега веќе почнувам свеќа да носит и тие декоративни убави свеќи се носит и за поклон кој ќе одиш до посета на некој и тоа слично, во тоа време немаш. Сега веќе размислуваме нешто да убациме на тоа, ама скапа е да. Апаратурата са машините се скъпи за полнење, за шприцање, за тие работи. Али здравје Боже, никога што се откаже човек. Во долгогодишната работа со занаетот се сеќава на едни подобри времиња. Ко дете, кога започна, во тоа време кои идеја холанѓаните, германците, кои идеја претежно холанѓаните, многу свеќи од овие рачни, од овие не ги трошеа, тие земаја, кои за свештарници, кои така дека рачна изработка го ценеа, ги земаја поќе за дома, за сувенир ги, или за поклон да ги носеа или слично. Сега малку затише се направи, ко помалку доаѓа. Сега пак почва да иде, па може би ќе се промени поново, ќе заживее тоа што беше, но тешко.
Џамбазови во овие изминати години бил на различни локации во Охридската чаршија. Нашето дуќанче беше на времето кај фотоцентар што е. Ама тоа поново време ви го кажувам, не во време, па може и од време од баба ми. На кое што тоа што ни заде државата, па како испрем за фотоцентар да се направи. После тоа сега ево гледам антилопа тука и тие како го префрлјаш, тоа ќе видиме како е тоа дојдено до ними, али важно тоа го изгубивме, па ние бевме вамо кај што е сега 1. мај Пирот, од 1. мај Пирот дојдовме тука и ја мислам некои слични сега ги немам тука. Од старото дуќанче овде што ни беше, па малку ова се реновира, го направивме. Благодарение на Ива за ни поможи многу. И така. Во Охрид со традиционалниот свеќарски занает денес нема друго семејство освен Џамбазови. Па во моментов овдека во градот сме единствениот џамбазовци што работиме на занаетов. Сега имате на внуче од стрикоми што беше. Тој работи на занаетов. И тоа се префали, па сега со Господ напред како е късмет. Не сме многу занечи земени из Македонија, али спремашима потрошно сме многу. Мајстор Воислав не се жали од свеќарскиот занает и вели никогаш не зажалил што останал верен на традицијата. Ние живиме директно од ова, немаме никако друго запослуване приходи, немаме други, живиме само од занаетов. Чим живиме од занаетов, значи може да се обстани. Кој да рече и како да рече, само може да излажи, да речеш немат или имат. Чим се живите, то бим били ќатвосан. Добро, да се може да се живите. Не зажалите, значи, она што тако не, никогаш. одите во државата? Да, тој ради да ме заштити на некој начин за полесен живот. Али јас со љубов си работам така да немав некои тежини или нешто. Ме ценеме, саке мештаниве, кај муштери ми се добри, задоволен сум и јас и така добро е. Мајсторот не го крие задоволството што по неговите стапки чекори синот Павел и ја продолжува 4-та генерација свеќари Џамбазови. Тоа е потајно нешто днес, како да ви кажем, никој е љубов према работата. Ако е работи човек со љубов, со желба, ќе имате и успех. Советот не е советот, него љубовта е она од детинство кој ќе почне ние кај што работиме и ќе влези дете и така се истекви то љубов. И целиот занаат го добиват од гледајки на нас, па после почнува да чепкат, ето тоа сега вака да го направи, ова така да го направи, и немој тоа вака, направи го вака, пробај ова, почекај малку и слично како што е процес, полека етапно она, му даваме некој знае како да го изработи, да го направи и си добива со тоа, си добиват и љубов према занаетот. Голема слова, и ви давале, и му дава во споредба, и да расипи, кажи, кај нас може би и мала среќна околност на то, што и да се расипит, пак ќе го преработиш, малко има некој си кало во цела работа што ќе се направи, али е тоа ништо во смисол на што ќе добијат ко занает, што ќе се уходат, што ќе добијат љубов према занаетот и така. Воислав Џамбазов е горд што веќе има наследник во занаетот. Задоволно вели, јас бев подобар од мојот татко, а се надевам дека синот Павел ќе биде понапреден во работата од мене. Тоа е успехот и задоволството во занаетот.
Когато пустим Астерикс, не можехме да го забравим. И любовта към театърът не можехме да забравим. Кога се разтуриваше Вовчево, знаеш колко плаче я народ. Много плаче я. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени праја и тога пропадна за најкод нас.